И верниците од муслиманска вероисповест од населбата Тризла денеска го прославија завршувањето на рамазанскиот пост. Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Тоа е месец на добрина, милост, љубов и простување. Ова е ден кој што представува помирување на помеѓу скараниот, ден каде што се помагаме едни со други, ден каде што ги помагаме сиромашните, ден каде што ги помагаме сираците кои што се оставени, ден каде што ги посетуваме нашите родители и сакам да упатам до сите муслимани ширум Македонија и сите луѓе кои што живеат граѓани на ова Република Македонија, да имаме еден соживот, да едни со други се почитуваме, да имаме благосостојба, да имаме мир и оваа духовност кој што во текот на овој месец имаме да ја пренесеме и на сите други луѓе. Ромите од населбата Тризла со молитва во ново изградената џамија го прославија овој празник. Објектот се уште не е готов, но сепак е остварување на нивниот сон да имаат објект за остварување на нивните верски обреди, но и подобрување на соживотот со другите граѓани од општинава. Со изградбата на натешниот дел на џамијата скоро сме прикрај. Ни следува надворешен дел, а тоа е фасада на џамијата, изградба на џамиските дуќани, изградба на фонтаната, изградба и уредување на џамискиот двор. Со овој наш проект бевме во согласност со локалната самоуправа, соработуваме со нашите луѓе што работат, поточно аџи, што работат во Америка, Австралија, Аустрија, Швајцарија и Германија. Верувањата се дека кога ќе дојде празникот, портите на џенетот, односно рајот, се отвораат, а портите на џехенемот, пеколот, се затвораат. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој му носи полни раце дарови, милост, берикет и проштевање. Куранот вели дека Рамазан има 4 димензии – духовна, морална, солидарна и здравствена. Се верува дека во текот на овој месец светата книга Куранот му била откриена на архангелот Гаврил, кој потаму го пренел на пророкот Мухамед. Рамазан е време на пост, молитва, солидарност и милосрдие, во кој муслиманските верници целодневно се воздржуваат од консумирање на храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Почнува со изгреј сонце и трае до зајди сонце. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од постот ослободени се децата, бремените жени, доилките и болните.